НАТО стандардите влегуваат во Центарот за управување со кризи. Нема повеќе лоша комуникација или бавна реакција на институциите за време на кризни ситуации и природни непогоди. Најмодерниот дигитален систем за управување со инциденти, изработен од САД и НАТО, ќе ги поврзе сите институции и значително ќе им ја олесни комуникацијата кога ќе треба здружено да реагираат. Со овој систем цела Република Северна Македонија ќе биде покриена, а ние како Центар за управување со кризи вршиме обука на локално ниво како да се примени овој систем, што практично значи дека во секој момент сите институции ќе имаат увид преку модерната технологија и интернет на ситуацијата во местата каде што ќе има, надал ќе има секогаш, несреќи. Изворно, системот потекнува од Калифорнија, држава каде што се случуваат пожари од огромни размери. Според професорот од Универзитетот МИТ Грегори Хоган, системот представува платформа за споделување на информации, видеа и следење на теренските тимови. Macedonia has been very proactive in bringing the system, understanding what it can do, but also modifying and tailoring and adapting the system specifically to work for Macedonia and for Macedonian problems and for their agencies. Премиерот Заев вели дека државата ќе биде достоинствена членка на НАТО, прифаќајќи ги најсовремените безбедности системи. Ќе се зголемат капацитетите на Центарот за управување со кризи, меѓуресорската координација, соработка и комуникација меѓу институциите ангажирани за справување со инцидентите, кризите и кризните состојби, размената на податоците и информациите во форма на текст, слика и видео содржина во реално време. Помошни генералниот секретар на НАТО за безбедносни предизвици Миси Ролих порача дека Република Северна Македонија е добре дојдена 30-та земја членка на НАТО и се надева дека целосната интеграција може да се случи до самитот на Алијансата во Лондон. You can count on NATO support throughout the accession process. We will continue to work together to prepare North Macedonia for Euro-Atlantic integration and the responsibilities of membership. Целосната имплементација на проектот се очекува да биде завршена до декември следната година. Досега, обуката за примена на системот ја поминале повеќе од 500 лица.